Здраво на сите. Денеска сме во Албанија, во Пустец. Моментално на камера го гледате Ефтим Митрески, човек кој живеел тука цел живот и работи за македонското кауза, македонското прашање. И би сакал да те прашам, сега гледаме конкретно некои пропаганди кои се шират надвор од Албанија, посебно еве од Бугарија. Па викаат дека се тука луѓето, мештаните се бугари, дека учеле на бугарски, зборуваат на бугарски и немаат никаква поврзаност со Македонија. Па ако можеш ти да ми кажеш за историјата во луѓето тука, кои живеат, како живеат и што се случува сега моментално со. Првом добро дојдовте. Ако требаше некој друг да дојде, ева се сетивте вие, мило ми е што се заинтересиравте за подрачјето наше, за македонците, како е животот и што е животот. Пропаганди и ќе имат, имало и ќе имат. Меѓутоа, не може да се мени то така. Ова не е шалтерска работа, ќе оиш, ќе го смениш и ќе кажеш како што тебе те интересира. Ние не сме створени од некој да дојде, да ни донеси на книга и да кажи дека абе вие сте биле ово и ово. Ние со Божја волја, македонците тука сме македонци. Уште во почетокот сакам да ти направам јасна некоја работа, дека ние годинава полниме 100 години. Институционално сме под сите документи во албанската држава, граѓани на Албанија, признати како македонци. По мајка, по татко, по баба и што друго, не знам друго што да ви кажам. Меѓутоа, ние сме признати како македонци од албанската држава. Од архивите можете да најдете и лични карти кај што пиши националност македонец. Можете да најдете сведителства и велиме дефтеси што завршиле сколијата, пишано тамо дека сме го учеле букваро македонски, сме учеле граматиката на македонски јазик, нормално, паралелно и со граматиката и со абецедаро албански. Ние зборуваме прво македонски, подома, пееме песни македонски, играме ора македонски, невестата одома изваваме со песната черешна се корни од корен, и што друго да кажа, ако се сечи дамар на крв, на го проверат, нека дојдат да пресечат, нека направат денка. Ние сме македонци. Пропаганда имало и ќе има пропаганда. Меѓутоа, сите тие пропаганди се поврзани и во одредено време во општеството. Кога беше Албанија затворена, имаше друга пропаганда тука. И ние како македонци беме признати. И ние имаме исти тие права, општествени права пред законот. Не беме дискриминирани. Ние си беме онака како сите граѓани, како сите албанци. Ние сме учени од албански учители. Тие ни кажаа и за Првата светска војна, и за Втората светска војна, и за Првата Балканска војна, и за Втората Балканска војна. Кои били и како биле, кои беа сојузници, кои не беа сојузници. Меѓутоа, судбината наша како македонци, ние имаме градено на ово подрачје. И другите наши македонци во Голо Брдо, кој што има не малку, туку 24 села, и другите погори во Гора, кој што има исто тамо и 9 села, и тие, од одредени политички причини, во Голо Брдо се учеше македонскиот јазик до 48. Епа се скарале Тито и Сталин, сега не сме криви ние. Таму му забранаа, тука не ни забранаа. Значи, со еден збор да го заокружиме овој муабет. Ние сме македонци. И то гордо го велиме. Ние сме миролюбив народ, народ кој што сакаме да градиме сожителство. Исто како што имаме изградено пријателство и другарство со албанците. Јас имам пријатели албанци. Јас и ден денес ги почитувам моите професори кои што ми предавале на гимназија на албански. Исто и тие име тука македонци си градат, слободно се движим и немаме некој проблем. Меѓутоа сега да дој некој од друга градина, преку друго синор, то си е негова работа, нека си ја тере работата. Никој не ги пречи. Меѓутоа нема задирање по достоинството. Достоинството е Божја дарба и тука не можете вие сега да користите некој са собрале народот на ден, на убав ден на Воскресение Христово што се вели, се берат народот тамо да си наполнат вода за здравје, ти креваш друго знаме, тоа е
Мене ми се чини, јас го осудувам тоа. А сакаме соработка со сите. Еве, јас сум вработен и во општината во Пустец. Ние имаме заеднички проекти со општината од Преспа. Европски проекти. Ние имаме проекти со Битола. Исполај му на Господ, тие на вистина, тие работи си ги тераме. Тие не прашуват нас по ДНК на какви сте, што сте. Сите тие си почитуваат законите на таа грчка држава, ние си почитуваме законите на албанска држава. И тука нема што да речеме ни. Значи, тоа е околу тоа прашање на за македонското прашање. Тука сме били од дедо предедоци. Како е македонската држава поставена према вас? Например, вие како доколку немате државјанство македонство, како Македонија тоа го третира? Например. Уште во почетокот Македонија донесе, ми се чини 94 година, донесе закон за двојно државјанство. И ние сите, според драга волја, сите македонци кои што сакаше си одеше, си зваваше, си добиваше македонско државјанство. Македонија во таа ситуација, знаеме, сите сме сведоци дека излезе од таа федерална Југославија. Ние знаеме историјата на Македонија. Колку беше, на каква состојба беше во таа федерална држава. Меѓутоа, секој македонец, кого ќе го прашате дека уште во почетокот нас Македонија ни даде поддршка. Народо македонски. Дојдоа, видоа тие. И на Ѓурѓовден тогаш во 91-ма, и на Великден дојдоа, видоа сиромаштијата наша. Го видоа ние не се зближаме од некој што ни нареди, нас не зближа крвта. Ние имаме наши тетки од предците наши кои што беа мажени во територијата на Република Македонија. Ние се зближуваме. Значи, и владата со толку колку што можеш, нас нима помогна. Јас сум свесен дека треба повеќе да поможи. Меѓутоа, тие са можностите по мене. Има можност, да, има можност. И од претходните, и сегашните, има уште повеќе можност. Да на поддржи за ние да го зачуваме оно што нас ни е подарено со Божјата волја. Македонскиот јазик, македонската култура, македонската песна, македонската приказна. Што да ви наредам друго? Гатањки македонски, се што е друго. Сакам да дополнам, тука вие сте организирани, значи имате политичка партија, имате градоначалник, кој јас преку него дојдов до контакт со вас и поздрав за него. Целата ваша организација, значи, се грижи за македонците. Ко може да тојде да го споменете за пратеникот кој бил исто за градоначалникот? Исто и јас, пошто тој мене ми нареде, ми кажа дека во сабота ќе дојдат од Македонија и да видиш, пошто јас и таква ми е функцијата во општината, за односи со јавноста, исто и тој ве поздравува, и мило му е и на него и на градоначалникот Павле, што вие сте тука денеска ште присутни, и тој имаше денеска, сакаше да биде да се види со вас, меѓутоа од некој обврски со задачата што има, не е присутен, ние и денеска се слушнаме, така што си имаме градоначалникот нашет, македонецет, пратеник имевме пред 2 години од македонската партија во коалиција со друга албанска партија, успеавме да влезиме во парламентот, застапеноста негма беше одлична, солидна, дури тој и одговорницата на албанскиот парламент си кажа, си поздрави и на македонски јазик. И никој ништо нити го караше, нити некој го пцуеше. Туку напротив, тој доби аплаузи, пошто ние сме граѓани на ова држава. Си почитуваме законите на ова албанска држава. И тие има некои работи кои што ние, како политичка партија, му ги бараме. Велиме, например, бараме дека македонците во Голо Брдо, тие 24 села, со документи, со сите докази им е учено до 48 година, им е учено на мајчин македонски јазик. И тоа е прекинато од тие тогашни политички, идеолошки ситуации, са прекина изучувањето на македонскиот јазик во Голо Брдо и во Гора. Меѓутоа, ние немаме застанато тука институционално, си бараме
преку институциите на државата. Јас сум убеден дека тоа ќе се постигне со нашите барања преку институциите и тие деца тамо да го учат мајчиниот јазик. Да кажем оно што е реално, ние немаме некој притисок од албанската држава или од било која друга политичка партија од Албанија. Ние си живееме еден нормален живот како што живи албанците, граѓанин албанец. Ние си имаме релативно многу добри односи. Зборуваме и албански, зборуваме и македонски. Никој нас не ни запира за тоа. Не сме. Туку едноставно македонската држава вие повикувате повеќе да се запраша за ова прашање и да инвестира. Да не биде туку така спонтано, не, има. Јас искрено ти кажувам дека јас сум човек кој што имам остварено многу средби и секогаш тоа прашање го имаме покренато и има разбирање, меѓутоа сега тоа не треба само едно, што треба во континуитет, ево исто како што ги земат децата студенти од нашето подрачје и од Голо Брдо и од Гора и од Преспа, одат студират на стипендисти на владата на Република Македонија. Можеме тоа да го негираме. Можеме да речеме, Македонија нас не ни помогна. Не. Нас, Македонија, ни е најдена во најтешкиот момент, македонскиот народ и македонската влада, која била. И во тие од првите и наред како што греде. Тука са дојдени скоро сите председатели и премиери на Македонија. Тука са дојдени сите министри. Значи, не можеме да кажеме сега дека овие беа добри, не. Таква не сакам така, навистина јас сакам човек кој што сакам да кажам вистината и реалност. А сакаме поддршка. Поддршка, стратешка поддршка. Интензивна, па са може. Да не са може, са може. Прилика колку луѓе живеат тука е посебно во пустот делот, а и во Гола Брда, и што мислите вие од општо вака? Исто со пописот, ако може да кажете тој што бил претходно и сега што треба да се... Сите види институционално на ценсус го викаја овој, така се викало по англиски, од англискиот ценсус го викаја овие тука, меѓутоа тоа е пописот. Пописот требаше да се одржи минатата година, од административни технички причини са одложи минатата година, требаше да почне во 15 октомври, да заврши на 30 ноември 2022 година. Са одложи за една година и тој исто ќе почне на 15 октомври до 30 ноември. Имаме одлична соработка со амбасадата на Република Македонија. Амбасадор оиди тука, оди со децата во школата, со директорите, со учителите, наставниците, што се рекло, си има контакти, со нас има контакти за положбата, како е, што е работата, значи тоа е од страна на амбасадата на Република Македонија навистина е за пофалба. Еве во последно време, минатата година дојде министерот овој Османи, дојде са видоме, дојде дури на состанок, партискиот состанок, му ги кажаме работите, ни помогна во некои правци. И значи за нас е синоним Македонија. За нас е оно што го посакуваме сите во Македонија да ни биде мирна, стабилна држава и како што е лидер во регионот за почитување на правата на основните, пример за демократија на вистина. Јас пред Македонија нема држава да споменам, меѓутоа за македонското прашање ние треба на Албанија на вистина да му го признаеме тоа, дека од овие така наречени овие европски држави како Грција, Бугарија, што не признават македонско малцинство, македонски народ или како сакате наречете го, Албанија на вистина имат со сето тоа треба да исполни уж некои задачи по европските стандарди, меѓутоа Албанија за македонското прашање е споредена со овие европски држави е лидер на Балкан. Кажете ми
Колку луѓе живеат во Пустец и Голобрдо и се вкупно во Албанија? Бројот на македонците, точниот број тука со статистика, само за делот на Преспа е 5600 жители. По отворањето на границите, по тоа демографско движење што се случуваше, како и секаде во секоја држава, како и на сите подрачја и во Албанија и пошироко, и од кај нас имаме движење, преместување на луѓето, претежно имат одено кон градот Корча, нас тука ни е најблизо град Корча, имат одено и си живеат во Охрид, си ме најдено работа во Ресен, во Битола, во Прилеп, па зошто не и во Скопје. Меѓутоа имаме и голема миграција и во западните европски држави и прекуоќанските држави. Си отидува луѓето, си одат тамо и тамо си работат, а идат тука, си имат куќите, си имат, што се рекло, се што е негово собствено, се уште си го чува. Значи, огништето тука му ет. Значи пак се работи за македонци, затоа што пред некој време тоа што правевме муавет преска за водици. Значи имаше со вадење на туѓи знамења, со давање донации, некои па исто ветување ќе дадат, ќе купат за во училиштето ќумбе. Небитно сакам да прашам колкави се во каков интензитет се притисоците, конкретно ќе кажам Бугарија со нивните извршници, ќе го спомнам и него Виктор Стојанов што доаѓал тука, па ми спомнавте исто така некои инциденти. Околу тоа прашање ќе пуштиме во прилог едно видео кој ќе го ставиме и ќе го коментираме после. Така да ако може да го објасните тој. Нема 50 години. Тя съвсем. Как те викат тебе? Мене Спасо ме викаат. Спасо? Спасо Сотировски. Спасо кой? Сотировски, да. Дедо ти е български свещеник бил. Добре, да, български беше. Да. Знаеш ето и гръцки и български. И български език. Да. Пееше на български в черквата. На български и на гръцки пеше. Изваше литургия и на български и на во Пустец български пъти пеше. На български. А пък тук населението са слушали на български в черквата песен. И песен. ко дойдо на България дойдо тука на 40 това така кажваше той. Да. Деда ми го знае, дедо ми знаеше български тука. Го има шумари му веќе шумари, партизани што викаат албанци да шумари. Да. Бугарите шумари му викаат. Шумари, да. Евангелието му пазиш? Книгата му, старата му книга. От него. Да. На български пишува вътре? Да, на български. Той пеше на български. Да. И хората си българи. Тогава всички. Да. Браво. Имаше ли школу на български да учат децата? Школа не, на гръцки уча. На гръцки? На гръцки. А в Гърция ли беше пред да дойде България тук или Албания беше? Ето, тя е Гърция на вас страна. Ту е границата, там е граница. Да, през езерото. Да. Езерото е делено на 3 дела. Що ти викаше дедо ти, като беше жив? Като сте си говорили? Разказваше ти за България, за българите? Да, разказваше. Зато ти кажем, той казваше, дойдо от българите. Вели, ко дойдо българите, баре шумари тука и ние мене ми звавели, дойдоме там от згора на Кладово спредели. Да търсят шумкарите. Да. Браво, да сте живи и здрави. Јас знам дека, пошто работам тука во општината, дека човекот тука бил, сакав на вистина лично да се видам со човекот, да си разговараме како со вас што разговараме. Ќе отвореме и таа тема, кои сме, што сме. Меѓутоа не успеав, не се реализира тоа барање. Човекот си замина, беше и на водици тука. Видовме беа 2-3, не ги знам кој беа и што беа, меѓутоа веењето на тоа бугарско знаме се случи во еден момент кога сите верници се упатија на езеро за да наполнат вода за крстената вода што се вели за здравје во секое семејство. Тогас го истакна бугарското знаме, што за мене не беше тоа. Значи, не, тоа е еден вид на провокација на вистина на такви убави наши православни празници да истакнуваш да го задираш другиот по тај, не беше
не требаше да се случи тоа. Ние сакаме нека дојдат и професори и научници, нека дојдат да се видиме, да ни докажат и што е. Значи, со тој наслед, значи, немало инцидент, Немаше. мирен начин. Немирен начин, нити му и с... Се направили својата цел да ви спровоцира, да направи некој... Тоа си беше негва работа и не му обврнаме многу внимание, искрено да ви кажам, пошто луѓето беа, тоа е свети ден. Ми се чини еден од најголемите наши православни празници. И сега да провоцираме со знамина, тоа не доликува, мене ми се чини. Особено на тие граѓани од Бугарија што идат тука, тие се европска држава, наместо да дојдат тука. Покажат пример како треба. Пример со европски проекти заедно, да спроведиме некои европски проекти заедно. За националноста ќе биде пописот тука, ќе се кажат. Ќе се кажа, секој еден ќе си каже. Грците за тоа може тие не доаѓаат воопшто не. Не се дојдени да тие, а нашата општина има одлична соработка со општината во Преспа, што е под Грција. Име дојдено фолклорни, културни здруженија на разни манифестации во рамките на Националниот парк. Многу убаво, многу мирно сме поминати. И тие са проблемите. Сега ние сме 21 век и треба да се покажеме нашата култура. Тоа е. Друго би сакал исто за животот тука, значи знаеме за Пустец е еден од најпосиромашните, дори најсиромашен дел во Албанија. Кажете ми, дали Албанија се грижи во стил на инфраструктура, на градење, отварање на некои, не знам, фабрики, погони или пак нешто директна финансиска инвестиција од страна на Албанија? Прво ќе поправам дека ние не сме најзаостанато. Има во Албанија подрачја колку да ми сакаш што са екстремно заостанати, меѓутоа и сите пријатели наши албанци што идат тука и велят така: едуруар поеаруар, подарено но заборавено се. Значи, ова прекрасна природа што ја гледате, овој поглед што го гледате од тука, на сите туристи што идат од внатрешноста на Албанија, албанци, сите тие тоа ни го велят дека да, има заостанано, требаше да бидиме малце понапред, меѓутоа во овој сегашен мандат на градоначалникот Пали Колевски има направено еден сериозен чекор кој што ние со децени не го имаме остварено, тоа е изградбата на вода за пиење во сите села. Оној успеа, Пали Колевски, заедно тогаш со пратеникот во албанскиот парламент Васил Стериовски, успеа и албанската држава од буџетот на државата одби 5 милиони евра за изградба на водоводот во Преспа. Така што сега Преспа е комплет со вода за пиење. До сега не беа во таков, беше од стариот систем останати, таа инфраструктура веќе не беше доволна, меѓутоа сега веќе заврши тој проект и сега е во тек. Градоначалникот има добиено друг проект пак од 5 милиони евра во соработка со општина Поградец за асфалтирање на патот од главниот пат до селото Зрноско, ќе биде асфалтиран патот. И сега има еден асфалт, меѓутоа таа инфраструктура е веќе остарена, сторена речиси 25 години, 30 години. Сега ќе има во текот на ова година ќе почне изградбата на овој проект за асфалтирање на патот, пошто во селото Зрноско имат ресторани кои што се готви традиционална храна крап и веќе е многу посетено и од туристи што идат посетители од Република Македонија, па и од внатрешноста на Албанија. Тоа е еден новинар, Мема, како се викаш името, не могу да се. Не. Марин Мема се вика. Тој и шета така, и вака го влечи зајази. Провоцира тоа, ние не сакаме такви провокации, таму вели мене цвета, не, таму вели шчиптаре, не му вели ортодоксе, православна, македонка сум. Меѓутоа, тој шета по
илјадици има праено тој такви емисии таму, тие си ја прават албанците та стратегија си ја има тие, меѓутоа не го влечи ја влечи дедот и баба ти, таа памти пред дедо како му бил. Таму вели јас сум Цвета. По албански се вика Љуле, инаку Лулијета ќе се викаше, та Цвета Љуле. Разбираш? Ама не не можеш да влечиш, ќе влечиш до едно место, ќе ти остане, абе чекај, ама не та работа. Така е. Знаеш, што се Кој знае, тоа е Македонија, па Штип, тоа е Штип. Тоа е право на самоискажување. Па јас да почнам, јас кога дојдат новинари тука, албанци кога дојдат новинари, мене ми велеме ти штиптар ми велеме, ни обранук јам штиптар му, јас си го зборвам. Сакал да кажа, вие си ги почитувате законите, Да. нормално се да не барате ништо. Ништо. Ние си бараме онолку колку што дозволуваат закон. Рамно со албанците и почитуваме, не почитуваат. Ама за јазик некого да влечиме кака, не. Имаме и невести тука албанки, што наши македонци зешле албанка, како што иземено албанците македонки и така натаму. Тоа е така, меѓутоа многу јасно жената кажува дека јас сум македонка, му вели. Нема што да дискутираме тука. А у однос на она што го гледавме таму стои со Виктор, тој што Му вели дедо ми поп. Слушај вамо се, вистината е вака, јас имам слушнато за тој попо, бил еден од најобразованите попои тука во Пустец, ама не го знам тој човек, ќе го научам јас кој е тој Спасер, че се вика. Имал завршено некое Во екзархијата, во бугарската архија. И човек ако толку знет, толку рече, да, бугарски, бугарски, да, бугарски. И зашто не го праша тој да му речеше во Втората светска војна, што са вели тука? Разбираш? Значи, тие са провокации за мене. Не значи тоа ако завршил во Бугарија, попи е бугари. Не значи, тоа нема ништо. Па нема ништо, Нема ништо лошо, тоа не може да разбираме се. Или за мене тие са структури кои што живее од тоа, дај ќе оиме таму, толку пари ни треба, дај да си го градиме животот, па другото било поминало. Не са менува така, имаше еден историчар тука во Албанија. Починате тој, пенеше така што идентитетот за да го смениш требало 500 до 600 години. 500 до 600 години. Сега ние од кога се формирале државите тука, ние барем во ова држава, како нова држава што е формирана, имаме 100 години што сме признати како македонци. Сега да дојдеш бугарин да ти велат, знаеш, не можам да го речам јас ово, ти имам поднесено за бугарско државјанство. Ако сме не ги донесат пасошите, не му ги дадат на сите пасоши. Ајде, нека донесат пасошите, добре, вие сте бугари, не ево вие 1, 2, 3, 5, 10 пасоши. А знаат тие шует како е работа. Или пак тоа што го правевме муаветот, каде беа претходниве години, да праша. Ево да вистина, тоа што ти го споменав за ово и вие млади деца сте, можете да... Јас имам испратено таму некои новинари, така да речам, да одат во архивите на македонската телевизија, значи се работи за 80-та година. Или 31 или 1 ноември, ми се чини дека 1 ноември или 31, може и 31 октомври да биде, кога тука дојде премиеро. Значи, Енвер Хоџа беше жив. Жив беше Енвер Хоџа и му нареди да, му рече да ојдете таму, утре цела Албанија таму е. Ние ќе се представиме пред светот. Односите со Југославија тогаш ни беа јок за никад. Дојде тука, јас сам сведок, јас се рецитирав една поезија, ма навртија од албанска поезија, преведена на македонска поезија. Тука дојдоа најубајте кореографи тогаш, како да изгледат орото, како да изгледат песните. Што не дојде од Бугарија тога. Ако беше тамо Тодор Живков, тука беше Енвер Хоџа. Колку што Енвер Хоџа се споменува дека бил диктатор, Тодор Живков не верувам да се спомнува толку. Меѓутоа, тие са некои историски датуми. Да се разбериме, ништо немам против, нити против грчкиот народ, нити против бугарскиот народ, напротив. Ние, македонците, сме миролюбив народ. Ние си имаме изградено многу убав соживот со албанците. Бугарски државјани да дојдат тука. Па нека дојдат и бугарски државјани, нека видат. Ама не, убаво провокација. Провокација да нема. Вие тука сте ова, вие тука сте измислили, тој дел не е убав. Меѓутоа, оно што е
сршта на муабето, вистината на муабето е таа дека ние сме тие што сме и што нас ова држава нема напишано така како што сме. Се од Божјата волја се никој не може излези се. Ако има некој нека кажи, нека дој, нека ни кажи која е таа мула како се излегува. Ма нема така. Добро, во ред, окей, ти благодарам за твоето време. Лајте, Шетаме. важи. Ако сакате се да слезиме тука во селото, Целта е да им кажеме на народот на Македонија, за вас да спомнеме исто после тоа што е бегинскиот дел. Значи, сакаме да ги подсетиме дека и тука има луѓе, дека и вие живеете, дека колку можеме сега да помогнеме. Така, ова е една ситна донација чисто во библиотеката, ќе ви давам после кога уште нешто. бугарски да чекам.